тој работи на надградување на соработката на македонските компании за пласирање на нивните производи на странски на нови пазари со цел овозможување на истите тие пазари, овозможување за освојување на истите тие пазари и пласирање на производите на нив. Тргнувајќи од таа цел, се разгледа иницијативата за формирање на македонско-полски бизнис клуб, а тргнувајќи од економијата на Република Полска, која се одликува со силен домашен пазар и низок приватен долг, поради што силно и одолева на актуелната глобална економска криза. Во 2009 година Полска имаше раст на бруто домашниот производ на ниво на ЕУ, а во 2012 година не влезе во рецесија, за разлика од повеќето земји членки на Европската унија. Карактеристично на оваа земја е што силно се развива приватниот сектор и тој привлекува и голем број на странски инвеститори. Република Полска има производство на храна, бидејќи силно го развива и аграрниот сектор. Во однос на соработката на Република Македонија и Република Полска, би сакала да нагласам дека вкупната трговска размена во периодот јануари-септември 2015 година изнесува 88,13 милиони долари, што представува намалување од 3,11% во однос на истиот период од ланската година. Извозот е 20,4 милиони долари и е зголемен за 30,94%, а увозот е 68 милиони долари и бележи намалување од 10%. Остварен е негативен трговски биланс од 48 милиони долари. Во овој период, во 2015 година, Република Полска е 22 трговски партнер на Република Македонија. Тргнувајќи од ова тврдена анализа и соработка која што има Република Македонија со Република Полска, се разгледа иницијативата за формирање на македонско-полски бизнис клуб, која што искажа нашите членки, и поради тоа се организираше конститутивна седница и се формираше ова тело кое што ќе има за цел да ги помага билатералните стопански односи помеѓу Република Македонија и Република Полска. Ова тело ќе стави акцент на остварување на директни компании помеѓу македонските и полските компании со цел воспоставување на поблиски бизнис релации, кои би придонеле за унапредување на билатералната трговска размена и би довело до активно за воспоставување на подолгорочни облици на соработка на двете држави. На конститутивната седница на Македонско-полскиот бизнис клуб поддршка за нејзино формирање даде и амбасадата на Република Полска во Република Македонија, како и почесниот конзул на Република Полска во Република Македонија со седиште во Охрид. Господинот Јацек Мултановски, амбасадорот, и господинот Коста Костовски, почесниот конзул. На седницата се избра и председател на ова тело, а тоа е господинот Горан Антевски, генералниот директор на Раде Кончар Тептоел Скопје, и во таа чест ќе го позамолам да ви се обрати он во негово име и во име на телото. Потребата од формирање на ваков клуб помеѓу Македонија и Полска произлезе од идејата за создавање на подобри бизнис релации помеѓу овие две држави и Полска е една од земјите со најбрзо растечка европска економија, која веќе се нарекува и тигар на Европа. Според последните анализи направени од страната на меѓународни консултантски куќи за истражување со цел согледување на можностите за пробивање на македонските компании на нови пазари, Република Полска представува еден од најбрзорастечките пазари во Централна Европа и можност за нашите компании. Полската економија е доста развиена и во 500 најголеми компании во Централна Европа е застапена со 40%. Република Полска е дел од Шенген зоната и единствениот европски пазар, што значи дека трговијата со Република Македонија е либерализирана и не ни представува никаков проблем да извезуваме во Полска и преку Полска во трети земји. Исто така, Полска има одлични бизнес релации со Русија и представува мост помеѓу Европа и Русија. Се очекува Република Полска да се приклучи на еврозоната пред 2016 година, и полската индустрија е доста развиена, особено во делот на производството на електроопрема, автомобили, автобуси, хеликоптери, транспортна опрема, локомотиви, авиони, бродови, воена опрема и многу друго. Во полскиот увоз доминираат машини, транспортна опрема и хемикали. Токму од овие причини се појави потребата за формирање на ова тело, кој ќе возможи воспоставување и подобри релации помеѓу двете земји и компаниите помеѓу Македонија и Полска. Задачите и дејноста на клубот се насочени кон стимулирање на соработката и информираноста на членките,
остварување на контакти со странски, коморски, деловни и бизнис партнери, како и формирање на општи ставови по проблеми и прашања од заеден интерес. Исто така ќе се организираат семинари, работни средби и дискусии по актуелни проблеми од трговски и економски прашања, насочени кон напредување на соработката помеѓу Република Македонија и Република Полска, како и поднесување на конкретни предлози и проекти за економска соработка при посети на највисоко државно и коморско раководство, како и остварување на контакти со институции и органи на извршна и законодавната власт, невладини струкови организации по проблеми на надворешната трговија. Овој бизнес клуб ќе организира и стручна група за изготвување на предлози за решавање на проблеми во одделни компании или дејности и подготовка на одредени мислења и ставови по одредени прашања, поврзани со унапредување на стопанската соработка помеѓу Република Македонија и Република Полска. За таа цел ги покануваме и другите компании во Македонија да учествуваат во овој бизнес клуб. Целта на клубот ќе биде да има и редовна и успешна соработка со амбасадата на Република Полска во Македонија и со почесниот конзул на Полска во Република Македонија. Мојата компанија Раде Кончертеп веќе 10 години успешно работи и соработува со полски компании, повеќе полски компании, од кои поголемиот дел се и во 500 најголеми компании. Учествуваме на различни проекти, како во Македонија, така и надвор од Македонија и сега започнавме и со воспоставување на соработка за учество во европски фондови. Затоа ги поканувам и другите компании од Македонија да земат учество во овој бизнес клуб, со што ќе им помогнеме подобро и поефикасно да направат соработка помеѓу македонските и полските фирми. Во последните години, значи последните 2 години, не само ние, веќе и други компании пројавија интерес и соработката е зголемена во овие последните во овие 2 години, но се уште тоа е многу мала во споредба со она што може да биде помеѓу Македонија и Полска, затоа што ви кажавме, Полска е една од најбрзо растечките економии, монетарно е доста стабилна и квалитетот на производите се на многу високо ниво и се ценовно доста поволни за нашите партнери. Добро, тоа го спомнавме како дел во уводот за увозот што го прави Полска, но од Македонија највеќе се извезуваат земјоделски производи кон Полска. Иако Полска е исто голем земјоделски производител, најзастапено е виното, репроматеријали и електромашини. Така да се надеваме дека во наредниот период се повеќе и повеќе ќе се продлабочува таа соработка и повеќе македонски производи, поготово во тие сектори, земјоделие, електрика и репроматеријали ќе се извезуваат во Полска, а секако треба да се напомене дека и соработката со полските фирми во продажба на нивните производи тука во Македонија да се исто така да се зголеми, затоа што ценовно ви кажувам се многу поповолни од другите земји што кои соработуваме. Доколку вие ги имате европските стандарди, европските или светските стандарди, немате никаква пречка да настапите на полските пазари. Значи, до сега ние не сме се судриле со ниедна пречка да извезуваме нешто во нивните пазари. Така се надевам дека се однесува и за другите компании. Oczywiście z największą przyjemnością zabiorę głos. Z ogromnym zadowolstwem się obradam. I serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Srdечно благодарам за учество во денешната пресконференција. Jako polski ambasador w Republice Macedonii chcę powiedzieć, że witam tę inicjatywę powołania Macedońsko-Polskiego Biznes Klubu. Како полскиот амбасадор во Република Македонија ја поздравувам иницијатива за основање Македонско-Полски бизнес клуб. I jako polski ambasador będę też starał się tę inicjatywę wspierać. И како полскиот амбасадор ќе се трудам оваа иницијатива да ја поддржувам. Wydaje mi się, że ta inicjatywa pojawiła się w bardzo ważnym i istotnym momencie w naszych dwustronnych relacjach. Ми се чини дека оваа иницијатива се појави во многу битен момент во нашите заемни релации. Relacje polityczne, kulturalne w sferze nauki między Polską i Macedonią rozwijają się dynamicznie i są doskonałe. Политичките, културните и односите во сферата на наука се многу одлични. I rozwijają się doskonale. И
odlično se razvivat. Natomiast z pewnością trzeba to powiedzieć, jest jeszcze wiele do zrobienia w sferze współpracy gospodarczej. No sa sigurnost imam ušte mnogo da se izraboti vo sferata na ekonomije isto tako. I to, że Polska znajduje się dopiero na 22 miejscu jako partner gospodarczy Macedonii, o tym świadczy, bo kiedyś była dużo wyżej. Zato i kažuva mjesto na Polska vo trgovskata razmjena, znači 22. mjesto, bidejki porano Polska biše na podobri mjesta. I no, to oznacza, że trzeba wykorzystać ten właśnie moment, dobry moment w relacjach i zmienić tę statystykę. To pokažuva deka treba da se iskoristi dobar moment vo našite odnosi i da se promijeni ova statistika. Z jednej strony chciałbym powiedzieć, że Polska może być atrakcyjnym partnerem dla Macedonii, chociażby z tego powodu, że średni i mały biznes to jest siła polskiej gospodarki. Možem da kažem deka Polska može da bide odličan partner za Makedonija, bidejki vo Polsko to stopanstvo srednite i malite predprijatija se najmnogo zastapene vo stopansko do Polsko. I polskie produkty to są produkty wysokiej jakości. Polskite proizvody so golem kvalitet. Z drugiej strony wydaje mi się, że Polska, która stanowi jeden z ważniejszych europejskich rynków, prawie 40 milionów ludzi, Polska predstavlja i jeden od goleme pazare, bidejki ima 40 miliona žitelji. I oferuje na pewno wiele możliwości dla macedońskich produktów, których jeszcze nie ma w Polsce albo są w niewielkiej ilości. Isto taka nudi produkty koji nie se zastapene vo Makedonija. Więc tu też można coś zrobić. Na pewno potrzebne są pewne bodźce dla rozwoju tych kontaktów. Sigurno treba da postoji podtik za ove relacije, za razvoj na te relacije. Ja muszę Państwu powiedzieć, że z przyjemnością obserwuję, jak z roku na rok w Macedonii pojawia się coraz więcej polskich turystów. Moram da je priznam deka sa zadovoljstvo primjetujem deka od godina na godina sve poveke polski turisti posetuvat Makedonija. I według macedońskich danych statystycznych w lipcu i w sierpniu tego roku polscy turyści znajdowali się na 4. miejscu. I spored oficjalne te statistički podaci polski te turisti vo juli i avgust ova godina bila na 4. mjesto. Więc ten moment też w naszych kontaktach trzeba wykorzystać, bo on kreuje zainteresowanie i dobrą atmosferę. I toj moment isto taka treba da se iskoristi bidejki toj pridonesiva kon dobra ta atmosfera i kreira zainteresiranost wzajemna zainteresiranost. Myślę, że na pewno też do rozwoju kontaktów w sferze gospodarczej, nie tylko turystycznej, przyczyniłoby się otwarcie bezpośredniego połączenia lotniczego Macedonia-Polska, Polska-Macedonia. Mislim deka i za podobre relacije bi pridonilo i otvaranje na direktna ta avionska linija među Polska i Makedonija. Więc ta inicjatywa, czyli powstanie właśnie Macedońsko-Polskiego Biznesowego Klubu, dokładnie wpisuje się w tę ramę naszych wzajemnych kontaktów i tak jak powiedziałem, no, liczę na to, że ona się przyczyni do pogłębienia współpracy w sferze gospodarczej, która nie jest jeszcze zadowalająca. I ta inicjatywa, znači osnavanje na makedonsko-polski klub se wpisuwa vo tije ramki na zatisnuvanje na ekonomska saradnja koja momentalno nie je na najvisoko nivo. I na pewno do tego się również przyczyni jakby transfer wiedzy o Polsce w Macedonii i o Macedonii w Polsce. Powinniśmy więcej o sobie jeszcze wiedzieć. I to sigurno je pridonese za transfer na wzajemno poznavanje, znači za Makedonija vo Polska i za Polska vo Makedonija. Bi trebalo sve podobro da se poznavamo. I to też jest z mojej perspektywy ważne zadanie, budowanie wzajemnych kontaktów. I to od moja perspektywa je mnogo bitna zadača, gradjenje na vzajemne kontakte. W
sferze biznesu, ale не tylko, i we wszystkich innych sferach. Сфера на бизнесот, но не само во бизнесот, во сите други сфери. Dziękuję bardzo. И благодарам. Ja myślę, proszę Pani, że znaczy my jako ambasada obserwujemy pewne zainteresowanie polskich firm, Ние као амбасада приметуваме, забележуваме некоја заинтересираност на полски фирми за македонски пазар, ale to, co ja mogę powiedzieć w tej chwili, to to, że brakuje jeszcze też odpowiedniej liczby informacji czy wiedzy o tym, jakie są możliwości działania w Macedonii, co Macedonia oferuje w Polsce, znaczy w takim realnym, konkretnym wymiarze. но мислам дека полските фирми ја немат комплетна информација што се однесува и реална информација што се однесува за можностите во Македонија, за инвестирање во Македонија. Także odpowiadając na Pani pytanie, mogę dodać, że akurat w tej dziedzinie to właśnie przede wszystkim powinniśmy jakby pracować, żeby wzajemnie się informować i żeby ten interes czy zainteresowanie było po prostu większe. Одговарајќи на вашето прашање, значи особено во оваа област треба повеќе да работиме за повеќе информации.